بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد. Zahvalnost mu pripaduje samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavatu selam, mir i spas neka bila na našeg pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sudnjeg dana. Минатиот пат застанавме во време во кое пегамбер алейхи селам и сахаби беа ставени во голема тортура, во големи искушенија со Куреиш и со другите кабилина кои живеа во Мекка. Во 5-та година од посланството, кога пегамбер алейхи селам доби посланство, 5-та година, Аллах Желешану му дозволи на сахаби да направат прва хиджра. Пегамбер алейхи селам тоа го одобри, му го пренеса од својот господар до неговите сахаби дека му е дозволено да направат хиджра. И направија хиджра една мала група на сахаби кои немаја племиња, кабилиња големи и силни да ги штитат на ними од тортурите кои му ги преше нивниот народ. Прва хиджра која се направи во ислам, ради дин, да се заштите да не го изгубе нивниот дин, тоа е хиджра. Прва ваква хиджра сахаби направија, 12 сахаби мажи и 4 жени, помеѓу кои Осман ради Аллаху ан и черка на пегамбер алейхи селам Рукаја, жена на Осман. Овие направија хиджра во Абесинија. Пегамбер алейхи селам му кажа за ова место дека во ова место влада еден мелик, еден крал, Неджаши, кој е праведен, има правда, а е на вера на Несара. Негова вера е кршćanство. И ова прва група на муслимани се реши и тргна и се спрема е во една вечер сите и замина. Кога следниот ден слушна е Куреиши дека една група заминала, тргнаа тие по ними, сакајши да ги стигнат и да ги вратат од тоа нешто. Се собра една група на Куреиш и на други племиња кои тргнаа за да ги вратат од оваа хиджра. Ама елхамдулилlah, Аллах Желешану му олесна на ними, и тие заминаа пред да стаса тојве Куреиши до ними. Пред да стигна тојве Куреиши до ними, тие се качија во теа сефине, во тој брод и заминаа за Абесинија, не ги стигнаа на ними. Тие заминаа во ова место и најдоа во ова место добар пречек од овај крал, во ова прва хиджра. И живеа еден одреден период. До едно време, кога пегамбер алейхи селам во Мекка беше во Месџидил Харам, близу Кјаба, и читаше Куран. Али овај пат, некако други времења кога пегамбер алейхи селам читаше Куран, Куреиши го слушаа неговото читање и не правеа галама за да не се слушаат. Секогаш кога пегамбер алейхи селам учеше Куран, тие креваа галама за да не се слушаат гласот на пегамбер алейхи селам. Али овај пат пегамбер алейхи селам почна да учи Куран и тие слушаа сите што беа тука. Многу Куреиши седеа до Кјаба и почнаа да го слушаат учењето на пегамбер алейхи селам. Пегамбер алейхи селам го избра сурето Неджм. Во ова суре почна да го учи ова суре. Во ова суре има многу битни ајати кои се против Куреиш,
кои се против нивните алихат, кои против нивните божества, против понашањето на Курейш. И тие слуша. Во овие ајети има негација за нивните божества, за Лат, за Уза. Пегамбер алейхиссалам беше мудар и знаеше што треба да учи во тој момент. Сите слушаа, ни еден глас не се слушаше, само глас на пегамбер алейхиссалам. И кога дојде на крај од ова сура, последен ајет, имат сеџде во овој ајет. Васџуду лилlah. Ваъбуду. Паднете му во сеџде на Аллах и обожавајте го само Аллах. И пегамбер алейхиссалам падна во сеџде. Сите Курейш, сите што слушаат тука, падна е сите во сеџде. Сите. Без да има некаква контрола на нивни разум, на нивни чувства, само кога го виде на пегамбер алейхиссалам, кога го слушна овој ајет, сите падна во сеџде. Се пренесви, само еден човек не падна во сеџде од сиве овие Курейш, али најмало што направи, се вели, зема земја од наземи и ја стави на негово чело. Рече и ова е доволно. Кога пегамбер алейхиссалам се врати од сеџде, кога виде сите Курейш во сеџде. Пегамбер алейхиссалам му рече на ними, дали рече примавте ислам ли, а не? Ова сеџде за Аллах. Овие валкани луѓе, а не? Мискини, а не? Нивниот рух, нивниот нефс направи сеџде, а не? Без нивна контрола. Тие не можеа да направат, а не? Ма нивниот нефс го направи теа нешто, а не? Нивната душа го направи теа сеџде, знаат дека е хак. И му рекоа на пегамбер алейхиссалам, не, ние се подсетивме на нашите господи, на нашите божества и на ними направивме сеџде. Мискини. Кога многу луѓе го вида овај призор, оваа гледка и расширија ни по арапски полуостров дека сите Курейши во Мекка прима ислам. Сите му се придружија на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Овај хабар, за жал, стаса до Хабесинија, до ова група на муслимани кои направа хиджра. Кога слушна дека халас цела Мека прима ислам, се вратија од ова патување. Се вратија од ова хиджра, се вратија во Мекка. Али само кога наближаја до Мекка, видоа дека ни сватија, научија, беа обавестени дека тоа нешто е лага. Дека Курейш и дајле повторно се во нивниот батил, во нивната невистина. Некој од ними се вратија од овој пат, некој се вратија во Мекка, побарае да му се дај заштита ке некои моćни фамилии. И повторно продолжи овај азаб. Ова казна во Мекка за овие верници, за овие муслимани, се дојде близок момент кога повторно се собра на малку поголема група на муслимани да направат повторна хиджра во Етиопија, во Абесинија. Се собраа во овој момент 83 мажи и 18 жени. Џафер ибн Аби Талиб беше како емир на оваа група. И замина оваа група за Абесинија, за Етиопија. Али Курейш, не само Курейш, и денеска многу куфар не се рахат што некои имат иман, што некој го верви на Аллах Желешану, што некој му падви во сеџде на Аллах Желешану, што некој сака да го живее динот на Аллах, од дујна многу му сметат на многу луѓе ова. На шејтан, на куфар и нивни сојузници. Му сметат ова верување. За ништо не те мразат, само за тоа верување. И овие Курейш не ги мразеа за овие. Не живеа во Мекка, се оддалечија од ними, али повторно не беа рахат. Не сакаа да живеат овие луѓе. Али не е така суннетуллах. Не е така тертипот на Аллах Желешану. Тие пуштија два амбасадори, два реторичари, два добри говорници, за да ги вратат овие од Негус, од Неџаши, да ги вратат во Мекка, да му ги предај на ними како заробеници. Да му ги предај како заробеници на ними, како денеска ни барат од верници да ги предат на верници. Гајри макул, неразбирливо е. Амар ибн
Ел-Ас, Абдулла ибн Ебу Рабија, овие двајца говорници. Овој уште немаше примено Амар ибн Ел-Ас Ислам. Беше јак реторичар и говорник. И тие го позинаа на Неџаши од порано со трговија. Заминаа во ова место и една од нивните интриги беше со себе понесоа многу злато, сребро и големи поклони за кралот и за неговите батари, советници кои ги имаше. Кои беа советници, министри. Пред да појдат кај кралот, тие му ги разделија на министриве нивните поклони. Кога стигнаа кај Неџаши, му дадоа и на него поклон. Се поздравија добро и му кажаа дека целта за која сме дојдени, да ги вратиме на тие луѓе на кои ти му даде место за живеење овде. Тие се еден низок слој од кај нас, избегаа млади и не ги оставија верата на нивните татковци, на нивните предци и не влегоа во твојата вера. Има нова вера. Плюс да го испровоцираат уште повеќе и не влегоа во твојата вера. Него имаат тие друга вера. Али овој беше, како кажа пегамбар алейхиссалам, праведен. Рече, нема да ви ги предадам на вас се додека не слушнам од нивија. Каква киса, каква случка, каков аргумент имаат тие луѓе. Ги викнаа сите кај него. Од нив збореше Џафар ибн Абу Талиб. Го праша што е ова со вас, зошто се жали вашиот народ дека сте оставиле верата на вашите татковци. Почна да зборува Џафар. Рече, ние бевме еден понижен народ. Арапите, бевме понижен народ. Јадевме мртво месо. Јадевме мртво месо. Имавме рад помеѓу фамилии долго време. Немавме никаков респект спрема наша породица. Жената немаше никаков ихтирам, никаква почест ке нас. И му направа многу лоши работи. И вели, Аллах Джелешану ни го пушти на Мухаммед, кој ние го знаеме на него. Тој од наши фамилии. Тој беше праведен и поверлив пред да биде пегамбер. И тој на нас ни наредува само да чиниме доброчинство, да се понашаме добро спрема наши родители, да се понашаме добро спрема наши комшии, на секого да му го дајме хакот, на никого да не му влеземе во негов хак, забран вид алкохол, проституција, забран вид кражба, и му ги направи сите работи. Неџаши на крај му рече, со што ви дојде тој на вас, дали можете да ми читате нешто, да ми учите нешто? Со какви зборови ви дојде од неговиот господар? Џафар почна, ради Аллах ан, да читат сура Мерјем. Знаеше што треба да чита за Несаа. Почна сура Мерјем и како Аллах Джелешану го носи таа сура, почна од почеток и го читаше, објасна за Мерјем, како таа остана бремена, како го роди на Иса алейхиссалам, кој е Иса алейхиссалам. Му рече Неџаши, рече валлахи, рече. Почна и Неџаши и сите негови министри да плашат кога го слушна овој говор. Рече валлахи, и Иса алейхиссалам, и вашиот пегамбер кој дојде, доаѓаат од иста база. Ова што ми го читавте вие, у нас што дојде Иса алейхиссалам. Ова е од иста мишка, од иста база, од исто светло, од исти нур излегуваат овие два зборови. Зборови на Иса и зборови на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям. Рече, вие можете да сеете колку сакате во моја земја, никој не може да ви прави зло на вас. Али Амар ибн Ел-Ас не беше мирен, како кажавме, имаше многу интриги ке него. Следниот ден дојде ке Неџаши и му рече, а дали знаеш ли ти што тие кажват за Иса алейхиссалам? Што кажват, какви погребни зборови кажват за него? Кога го слушна ова, Неџаши и негови министри ги повикаа повторно на муслимани. Слушна Џафар ибн Абу Талиб дека ќе ги прашат за Иса алейхиссалам. И кажа, рече, че зборувам само вистина. Само со тоа што дојде, што не поучи Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям. Кога ги праша за Иса алейхиссалам, Џафар ибн Абу Талиб рече, Иса алейхиссалам Абдуллах, роб од Аллах. Роб од Аллах.
Расул, пегамбер од Аллах. Келиметун елкаха фи батни Мерјам. Збор од Аллах кој го фрли во утробата на Мерјам. Ва рухун минху. И дух од него. Кога го слушна ова нешто, тие министри, тие советници се разгневија на ова нешто. Се разлутија многу, зашто тие го имаат тоа свето тројство. Али Неџаши рече, валлахи, Иса не дојде со ништо повеќе и помалку од ова што го кажавте. И не е ништо повеќе и помалку од ова што го кажавте вие. Рече, живејте слободно во моја земја, а вие рече, земете ги ваши поклони и вратете се назад. Каже Џафер ибн Аби Талиб, многу други од сахаби кои беа во ова место, живеа неколку години во мир и спокојство во оваа земја. Еден ден пегамбер алейхи селам беше во Сафа, Мерва во Сафа, во тоа место, правеше ибадет на Аллах Желешану, дојде Абу Џехел. Почна да каже многу погардни зборови на пегамбер алейхи селам, како никогаш до тога. Плюс зеде еден камен и го удри на пегамбер алейхи селам во негова глава. Пегамбер алейхи селам не му врати ништо. Оваа случка ја гледаше едно мало девојче. Истрча од тоа место и во улица го сретна на Хамза, ради Аллаху ан, хаџа на пегамбер алейхи селам. И брат по млеко на пегамбер алейхи селам. Го сретна во пат и му рече, ја Хамза, дали знаеш рече што направи Абу Џехел со твој внук, со Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем? Рече што и тај му објасна на Хамза што направи. Хамза доаѓаше од лов, беше во лов. Со негова стрела и со копија, со таа опрема за ловење. Дојде во Каба, Абу Џехел беше седнат со тие големци, се зеде негов лак, негова стрела во рака, дојде пред Абу Џехел и му рече, што направи ти со мојот внук? Зарем не знаеш дека јас сум од неговата вера? И го удри со негов каус, со негова стрела во глава и му распука негова глава, почна да течат крв и падна Абу Џехел во земја. Стана да го бране на Абу Џехел, стана една група со Хамза и Абу Џехел рече, оставете го. Тој е во право. Многу грдо постапив денеска со неговиот внук. Многу грдо. Ова беше прв почеток како Хамза ради Аллаху ан прима ислам. Прво видување како почна да прима ислам за инај. Потоа дојде ке пегамбер алейхи селам и прима ислам, пред пегамбер алейхи селам ги научи добро Аллаховите прописи и беше Еседуллах, Аллахов лав, такво име доби овај сахаб. Кога пегамбер алейхи селам рече, од моја породица, од моја џорци, најповеќе го сакам Хамза. Вака го бранеше на пегамбер алейхи селам и пред ислам и во ислам секогаш беше близко до пегамбер алейхи селам. Аллах Желешану почна да го воздигви ислам со некои персони, со некои луѓе. Еден од тие беше овај Хамза ради Аллаху ан. Лав, кој не може да му се доближи никако. Само после 3 дена после ова нешто, 3 дена после примање на ислам на Хамза, уште еден со кого Аллах Желешану го воздигна овај дин, со кого му даде иззе на муслимани, беше Омер ибн ал-Хаттаб ради Аллаху ан. 3 дена после смрт, после примање на ислам на Хамза. Омер ради Аллаху ан во овие времиња, кога гледаше како се расцепи Куреш, како се расцепи цела Мекка, зеде негова сабја во рака. Еден ривајет, ќе кажеме се еден ривајет, кој ривајет има слабост во неговиот сенет, кој е слаб, кој е многу познат, али неговиот сенет, неговиот ланец на пронесенци има ката прекинате и е слаб. Али сме го научили овај, ќе го кажеме али за неговото примање на ислам. Излезе ова што излезе да го убие на пегамбер ислам сахи. Излезе со негова сабја рече, ја ќе ги завршам овие работи више. Излезе да го убие на пегамбер ислам. Во улица го сретна еден човек, го праша каде е Мухаммед, дали знаете? Рече, зошто ми треба? Тој позна дека сака да му направи нешто лошо на пегамбер ислам. Му рече, ја Омер, каде одиш ти кај Мухаммед, кога ти имаш проблеми со твоја породица?
Рече, кој во моја породица? Рече, твоја сестра, Фатима бин Ел-Хаттаб, черка од Хаттаб, татко, сестра, Фатима се викаше, сестра на Омер ради Аллах ан. Прима ислам со твој зет. И тој наместо ке пегамбер алейхи се упати во куќа на негова сестра. Кога влезе, кога се доближа, слушна како учи некој Куран во куќа на негов зет беше Хабаб ибн Ерет. Го подучуваше на негов шура, на негов зет, го учеше на Куран. Кога влезе внатре, рече, што е тоа што го слушав тој глас? Почна една мала кавга, негов зет го удри на негов зет, старша негова сестра ја удри негова сестра, ја раскрвави негова сестра, и тога седна и почна да мисли. Рече, дајте ми теа што го слушав да го читам. Негова сестра му рече, ти си ентел неджес, ти си не си чист, не можеш да го читниш тоа, па зема гусул, кажах му ривајат, слаб. Зема гусул, почна да чита сура Таха, беше на тоа нешто. Али Ибн Хаджар ел-Аскалани кажи дека себеб за да примат ислам, не ја кажи тоа киса, кажи дека беше куќата на негова сестра. Го спомни тоа нешто. После ова прима ислам, не прима ислам уште, му рече на Хабаб, каде е Мухаммед? Го присили да му каже и му кажа дека Мухаммед во куќа на Еркам ибн Абу Еркам. Како кажавме дека се собирале сахаби, во негова куќа имаше направено место каде пегамбер алейхи му преше туруси на сахаби, дојде до негова врата и почна да тропа на врата. Кога еден од сахаби виде на врата дека во врата е Омер, со негов маж во рака, рече Омер, се уплаши. Рече Хамза, во ова време имаше примано ислам, 3 дена е. Рече Хамза, оставете го, рече, ако сакат хајр, ќе најд хајр. Ако сакат шер, лошо, ќе му го дајме и со неговиот маж ќе му го дајме тоа нешто лошо. Кога дојде пегамбер алейхи селам, му рече на Хамза, трни се, отвори врата пегамбер алейхи селам. Како кажавме пред некој дерс, најхрабриот човек во дуња. Го фати на Омер за негова кошура и го повлече внатре, во куќа. Му рече, ја Омер, зарем не е време више за тебе, Каде одиш со твој ум? Зарем не е време више ти да се вратиш, да примаш ислам? И Омер не изговори ништо, само ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака расулуллах. Прима ислам Омер. Почна иззел, почна гордост за муслимани. Муслимани, ова беше едно од тие гордости кога Омер, денот кога Омер прима ислам, пренесе сахаби, денот кога Омер прима ислам беше иззе гордост за сите муслимани. Али Омер не беше задоволен само со оволку. Од овај момент излезе. Седа со пегамбер алейхи селам малку и излезе. Праша кој најповеќе пренесе муабети во Мекка. Кој е од човек на човек, кој е? Рече, му кажа за еден Джемил ибн Маъмер, се викаше овај човек, тој ако слушнеше на вест, цела Мека за брзо време е научеше. Дојде ке него и му рече нему само еден збор. Ја Джемил, ана исламту. Ја примав ислам. Халас. Овај тарна одма во Мекка, повика во народ, имаме новост. Се собраја Куреши и му рече Омер, кад саба. Овај збор го користе, направи куфар во нивна вера, остаje нивна вера. Омер му рече, о лажго, енте кедаб, кажи ана ислемту, речи му дека примав ислам. Рече, прима ислам Омер. Се собраја Куреши околу Омер. Почна голема борба, Омер и сите Куреиш, и кои беа присутни во теа време. Се пренеси во сира, ова битка почна сабајле, заврши во акшам кога сонцето се скри. Не престанеше битка, Омер против сите. И му рече Омер во ова битка се пренеси да бевме 300. Немаше да ви дајме Мекка и Чаба, ништо немаше да имате вие. Се биеше до овај момент дека дојде еден стар од Куреши, стар човек, му рече зошто ова кавга, му кажа дека Омер еслеме, Омер прима ислам, па рече тоа е негов проблем, оставете го на него. Али Омер повторно не беше задоволен со ова. Го оставија, отиде ке најголемиот фираон на овој уммет, Ебу Џехел. Отиде тропна во негова врата. Кога го виде Омер, Ебу Џехел рече, бујрум, Омер, што има? Рече, кад еслемту, ја примав ислам. Ебу Џехел е навед на негова глава и влезе во негова куќа, не ја крена више негова глава. Пренесе сахаби дека ова беше прво нешто, веле сахаби дека прво што почнахме да кланаме во Каба, од кога прима ислам Омер. Сите слободно да кланат во Каба, кога прима ислам Омер.
Овие некои почетоци, кога муслимани почнаа да добиве некоја сила. До тога немаа никаква сила. Немаше никој кој да ги брани на ними, немае никаков углед во очи на другите. Ке Аллах бе многу високо. Али Аллах Джелешану почна да му дават помош и од луѓе. Почна да ги поможи со јаки и храбри мажи, кои не се плашија од ништо. Немаа никаков страх. После ова време Куреиш се одлучија на една работа, направија договор помеѓу ними, сите племиња во Мека, да направат еден бојкот на муслимани, муката. Да ги бојкотираат на муслимани, да немаат никој со ними купо-продажба, да немаат муабет, селам келам ништо, мажење, женење ништо, никаква алака, никаква поврзаност да немаат со деца од Абдул Муталиб и од Хишам. Овие беа браќа, од овие две фамилии, никој да нема ништо, се додека не му го предаде на пегамбер алейхи селам на ними. Во ова си имаше некој кој имаја примано ислам од овие две племиња, но имаше и многу што беа кофар. И тие, атар нивното кабилие што го имаја поради нивната фамилиарност, не го предадве на пегамбер алейхи селам, сите освен Ебу Лехеб и неколку што остана Ебу Джехел, неколку противници што останаа тие и кои беа главни организатори на ова нешто. И на овој начин муслимани ги одделија и ги тргнаа надвор од Мека, во едно предградие да живеат. 3 години траеше овај бојкот на муслимани. 3 години. Муслимани имаја бојкот. Се вели дека пренесвет. Се пренесвет дека немаја што да јадат. Секој еден кој ќе беше фатен дека му носи храна на ними, беше жестоко казнуван. Еден од тие беше еден близок роднина на Хатиджа радијаллаху анха, кој носеше понекогаш јадење на сахаби на пегамбер алейхи селам, али го фатија и на него и жестоко го казнија. Се пренесе сахаби, имаше денови во овие 3 години кога поминувавме само со една урма, цел ден, немавме што да јадиме. Многу луѓе умреа себе по овај бојкот, многу, и од сахаби и од куфар, кои немаја примано ислам, али атар ради пегамбер алейхи селам, ја ни го направи ова нешто. Ова траеше 3 години. Жестоко нешто беше. Веле сахаби, чекавме некој лист да донесе ветрот и го јадевме тој лист. Кога идеше некој караван, Хатиджа радијаллаху анха го потроши цело богатство што го имаше во ова време. Последното нејзино богатство што го имаше, цело го потроши во ова време. Кога доаѓаше некој караван, некои трговци во Мека, овие Куреиш оде пред да влезат во Мека, пред да поминат ке пегамбер алейхи селам и овие, му ја купве цела негова роба за случајно да не купи некој или да не му даде нешто на ними. Вака беа куфари. Во ова време имаше еден човек кој не се сложвеше со ова нешто, после овие 3 години осети грижа на совест. Почна да се чувствуваат виновен зашто многу луѓе почнаа да умираат себе пога. Ишам ибн Амар, се викаше овај човек, тој во една вечер отиде ке еден од други Куреши, му рече ја дека не се сложвам со ова и сакам да се врате тој две кабилиња, да живеат помеѓу нас, ја не можам да живеам, а некој да умират за јадење, ми е да јајме во раскош. Овај човек, кај што отиде тој, му рече што да правам ја. Рече јас сум еден, ево јас сум рече еден, двајца, да бараме 3 и така се направи ова вечер 5. И направи еден договор, кажа утре ден кога ќе се раздели, ќе одиме пред Каба и ќе побараме од сите да се тие направат договор, рече, и тој мукатија, се викаше. Бојкот го напишаа таа мукатија све што треба да се прави со овие и го ставија внатре во Каба. Го закачи овој лист. Се вели дека беше на дел од кожа напишано. Пегамбер сам преше дуа против тој што го пишеше и тој му се шлогира негови раце. После ова, овие 5 се договорија, следниот ден стана еден од ними и рече, ја не се сложвам повеќе со овај договор што го направивме овај акт, овај бојкот и сакам да прекини, да се искини овај лист. Стана Ебу Джехел рече, не, нема да се искините, нешто ќе продолжи. Стана Сиве, овие 5 еден по еден, и кога виде Ебу Джехел дека еден по еден 5 стана рече, ова нешто дуббира фил лејл. Ова го имате скројано вие во текот на ноќта.
Ова немој да би случајно вие 5 сите да станете и да бидете против ова нешто. Али во истиот момент Абу Талиб, ажа на пегамбер алейхиселам, дојде во овата ловија додека се расправаа да се прекине договор или не. Дојде Абу Талиб и му рече: ме обавести мојот внук Мухаммед салаллаху алейхи ва салем дека таа спогодба што имате во Кабе више е завршена и скината. Аллах Желешану вели пуштил некое животно, се вели како црв, дека гизело све ова што е напишано, освен што било хак во него, што било вистина во него. И му рекол: ако е ова вистина, прекинни тоа не. Ако не е вистина, ако е уште тоа внатре, ви го предаваме на Мухаммед салаллаху алейхи ва салем. Кога слушна Ебу Џехел за ова, рече: тамам. Влегува внатре, го најдоа цел тој лист на која беше напишано тој бојкот, све беше изеден, освен бисмике Аллахуме, во името на Аллах. Само ова нешто беше останато на ова мукатија. И после ова се вратија сахаби, овие две кабилина во Мека и продолжија да живеат во Мека. Али Куреиш уште не беа рахат. Дојде ке пегамбер алейхиселам, му донеса трули коски. Му рекоа: кој ќе ги преживи тој? Ти велиш дека ќе биме проживени. Пегамбер алейхиселам му доне. Аллах Желешану на секој нивно вакво прашање доаѓаше со курански ајат. Вели прашуваат кој ќе ги проживи тој? Ќе ги проживи тој кој за прв пат ги створи од ништо. И на сите вакви нивни прашања Аллах Желешану му доаѓаше со курански ајат. Пегамбер алейхиселам во една прилика беа собрани и му рече: не барам ништо од вас, само еден збор да го речете. Еден збор ако го речете, вие сите арапи ќе се спојат. Бел и аџем и странци многу ќе ни дојдат. Ќе бидиме сите заедно. Па кажи некој еден збор, не е никаков проблем. Му рече: кулу, речите ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Речите во ова келиме. Тие му рекве: колку чудно. Сакат сите наши богови да ги направите еден бог. Мискинија. Сакат сите наши богови да ги направите еден. Друга понудба доби пегамбер алейхиселам. Дојде ке него, ке пегамбер алейхиселам му рекве: Мухаммед, што велиш вака да направиме? Да го обожаваме твојот Господ една година во Мекка, во Каба. Сите направиме ибадет на Аллах. Другава година да ги обожаваме нашиве богови. Ако ти си во хак, твојот Господ е во хак, ти си во хак, ќе не придобие велите, ми ќе останеме како тебе. Ќе примиме твоја вера. Ако не си во хак, ќе добиеш, ќе влезеш ти во наша вера. Ова денеска тие спогодби некоја што сакат да го замените Аллаховиот закон. Што сакат да го замените ова един со финти. Немој, браче. Немој, ако имаше такви финти, пегамбер сам ќе искористеше такви финти. Ова един е чист. Ова един не се валкат со ништо. Ова един немат придавки и одземки, немат да му се придати и да му се одземат ништо. Ова е чист и како само таков треба да се живе. И ова не успеа. Му рекли: ја Мухаммед, нека не седет ке тебе Хабаб ибн Ерет, Билал, овие ниски луѓе, мискини. Седи со нас и ќе те слушаме на тебе. Вели Аллах Желешану: ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Немој да ги оставиш на оние, вели Аллах Желешану, немој да ги оддалечиш од тебе, упомена тој. Немој да ги оддалечиш оние кои го повикуваат твојот Господар, кој му падне во сежде сабајле и навечер, посакувајќи го неговото лице. А вели на крајот од ова ајет: ако го направиш ти ова нешто, ќе видиш зулумчар тешки. Тешки зулумчар ќе видиш ти. На пегамбер алейхиселам. После овој период се разболе негов аџа Абу Талиб, беше на смртна постела. Дојде пегамбер алейхиселам во овие последни моменти и сакаше да го спаси. Сакаше да го спаси од џехеннем. Дојде во негова смртна постела и му рече: ја аџа кул ла илаха иллаллах анна Мухаммадур Расулуллах. Речи го овој збор, речи да се спасиш. Али Абу Џехел дојде во негова глава: немој да ја оставаш верата на твоите предци, немој да ја оставаш верата на твојот татко, немој да ги стравиш твоите предци. Како денеска, не? Ние вака ги најдовме нашите стари, вака пре старите наши. Иако не знае ништо, иако бе џахили, иако бе невистинени,
че ги следиш на ними како Ебу Талиб. За жал се пресели, не го изговори шахадетот, рече јас сум на вера на Абдул Муталиб, негов татко. Јас сум на негова вера, на вера на предци, се пресели така. Пегамбер алейхиселам веќе Аллах џелешану за ова му пушти курански ајет: иннека ла техди мен ахбабте, валакинна Аллаха јехди мен јеша, ва хуа а'лему бил мухтедин. И ти не упатуваш на правиот пат кого сакаш. Не можеш да упатиш ти кого сакаш. Хидајетот е кај Аллах џелешану упатви кого сакаш. И Аллах најдобро знае кој е упатен и кој треба да се упати. После ова, пегамбер алейхиселам после смртта на негов аџал, правеше многу истигфар за негов аџал. Бараше опрос да му опрости Аллах џелешану. Потоа дојде други курански ајет да не се барат опрос за оној кој умре во неверство. Ама се не смеш да бараш опрос за тие што умре во неверство. Го прашае после ова пегамбер алейхиселам дали какво стане на Ебу Талиб, зашто овој беше многу голем помошник на пегамбер алейхиселам, беше тој во најслабото место во џехеннем. Најслабото место, најмало каде што ќе имат казна во џехеннем. Пегамбер алейхиселам доби еден тежок удар, една негова десна рака која му помогнуваше во секоја една ситуација, се пресели. Само по 2 или 3 месеци негдека се пресели, се поболи, се пресели негова жена Хатиџа, која исто беше негов сопатник, која исто беше голем помагач на пегамбер алейхиселам. Вложи цело нејзино богатство, секаква морална, секаква поддршка му даваше на пегамбер алейхиселам. Во најтешките моменти во животот на пегамбер алейхиселам беше со него. И негова жена се пресели во Ахирет. Пегамбер алейхиселам во ова време беше во голема слабост. Се осети многу тажно и затоа се нарекли тоа година Сенетул Хузн, Аммул Хузн, година на тага. После ова пегамбер алейхиселам реши и замина во едно мало патување, отиде во Таиф. Надевајши се дека во ова место ќе најде некој што ќе го слушне неговиот збор. Најде таму, отиде каде ке тројца луѓе кои беа владетели, да речам, преседатели на ова место. Тројца брајча, зборуваше со ними и му го објасна динот. Му кажа со што е дојден, тие не го поверува и го избрка од ова место. Бе него и почна да се смеава со пегамбер алейхиселам, ги викнаа мали деца од ова место и почнаа да го гаѓаат со камења на пегамбер алейхиселам. Како заминуваше од Таиф, Усама ибн Зейд беше со пегамбер алейхиселам на ова патување, тоа беше мало дете во ова време, младиш, многу млад. До тој степен го измаваа со камења да почна да карвари пегамбер алейхиселам. Кога виде негови нозе како се раскарварени, рече: ти не си ништо, само еден парст кој е раскарварен на Аллаховиот пат. Додека се враќаше од ова патување, дојде Џибрил алейхиселам, му рече селам, му даде селам на пегамбер алейхиселам, му рече: ова е мелекот кој е задолжен за џибал, за планини. Рече: дај наредба, каква наредба ќе даеш? Аллах џелешану ќе ги уништи сите овие. Пегамбер алейхиселам од неговиот рахмет, зашто беше рахметен лил алемин, милост за сите светови пуштен, рече: не, него иншалла, рече, може би, рече, од овие луѓе ќе додат генерации што ќе го обожаваат на Аллах џелешану. Вака пегамбер алейхиселам скршен во пола пат измеѓу Таиф и Мека застана во една ноќ, беше ноќе, Аллах џелешану му кажа дека ќе му пуштите една група на џинови. Група на џинови. Дојде овие џинови за да му прави даве пегамбер алейхиселам. Почна да учи сура Рахман, ги поучи во многу, одма поверува овие џинови. Зедва од пегамбер алейхиселам, не само те, него се вратија во нивни народи како повикувачи. Почна да повикуваат во ислам. Пегамбер алейхиселам во ова села тага која беше, во ова тешкотија голема која осети, сакаше да влезе во Мека и да прави таваф. Али во ова време Курейш бе жестоко насочени спрема пегамбер алейхиселам. Немаше некој кој да го штити на пегамбер алейхиселам. Го пушти Зейд, пегамбер алейхиселам го пушти на Зейд, ке Муътим ибн Ади, еден од куфар, побара ке него за сумниште.
побара ке него заштита. Така беше адет ке арапи, ова го има и сите арапи. Тој му даде заштита на пегамбер алейхиселам, му рече дека ќе го штита. Пегамбер алейхиселам влезе во Мекка, почне да прави таваф. Муътим ибн Ади со негови 10 синови се вели, сите со сабиите кренати во него, зад пегамбер алейхиселам и тие правеа таваф. Пегамбер алейхиселам правеше таваф, тие позади него, кога виде Ебу Џехел, дојде ке овај Муътим и му рече, дали ти прима ислам? Не рече. Само Мухаммед е во моја заштита. Рече, кој е во твоја заштита? Ебу Џехел е и во наша заштита. Не можеме ништо да правиме сега. Ако Аллах Џелешану, ако ние браќа, не го заштитиме, не го помогнеме овај дин, Аллах Џелешану ќе најлуѓе. Ќе дај други кои ќе го помогне. Ако вие излезете од двера, Аллах ќе донеси други што ќе бидат појаки од вас. Во битка на Бедр пегамбер алейхиселам, ќе зборуваме покасно, али да не го заборавиме ова, кога ги виде заробеници од Курејш 70, рече да беше Муътим ибн Ади овдека, да беше тој се пресели како кафир, да беше овдека присуден и да ми повараше од мене да ги ослободам, си веќе ги ослободев, атар тоа што го направи тој за мене, тој ден, кога го складе во заштита на пегамбер алейхиселам. Иншаллах да видиме од ој некој ќе земаме поука од ова сира на пегамбер алейхиселам и на сахаби, како тие се жртвовале за овај ден, како тие вложиле труд за овај ден, да видиме и ние, тие, кој Аллах Џелешану да бараме да не употреби нас за овај ден. Аллах да не употреби. Овај ден ќе тера, овај ден е помогнат. Само да видиме ја и ти во тие што ќе го помогвете овај ден. Зашто Аллах Џелешану ќе дојде со замена, како вели во Курански ајат, што го сака на Аллах и Аллах ги сака на нив. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك